Стефан Мицов од Скопје е момчето кое што има голема пасија спрема парфемите и токму таа пасија пред некои 4-5 години одлучува да ја пренесе, да си направи рачно направени парфеми на кои што тој е создавател, или може да кажеме дека ова е првиот македонски custom-made направен парфем. Токму под брендот Сентов тој твори и во изминативе години има направено стотици парфеми. Стефан, ќе ти посакам добро и убаво утро, ти благодарам за одвоеното време. Како се роди идејата? Голема пасија ми спомена дека имаш спрема парфемите. Како се роди таа пасија да ја принесеш и да можат луѓето сега денес во Македонија да си одберат каков парфем тие сакаат, а да биде секако направен тука и од твоите раце. Благодарам, мило ми е што сум тука, мило ми е што ве најдов. Пасијата како започна случајно на некој начин. Прво, јас многу сакам парфеми, користев парфеми, многу пари одеа на трошење парфеми, парфемите сега све се поскапи и поскапи. И некако дека пратев луѓе што се занимаваат со креирање на парфеми и со дури и луѓе што на социјалните мрежи даваат ревјуз за парфеми, ги оценуваат кои се добри, кои не се добри, и така на некој начин ми искочи дека како се создаваат парфеми, се заинтересирав и почнав многу да разгледувам, да се распрашувам, и дојдов до еден човек од Англија кој држи курсеви и почнав комуникации со него и земав неколку курсеви кај него, ми кажа од кај да купам парфеми, тој исто продаваше материјали за креирање парфеми и купив од кај него, земав курсеви и почнав така сам да експериментирам и да создавам парфеми. Како беше првиот парфем кој што го направи ти сам кој што го искреира, и колку беше ти задоволен од мирисот кој што произлезе? Првиот парфем, да ти кажам искрено, не беше лош, затоа и мислам дека се одлучив да продолжам, бидејќи некако и дури и моите сестри, имам две сестри кои беа со мене, кои ги земав, сите сме возбудени, нешто ново, материјали за креирање парфеми, тоа кај нас го нема и многу ретко се доаѓа до тоа. И ајде одлучив да ги правам, и сестрите мои беа на гости, и нешто измешав, направив, и сите бевме запрепастени и зачудени како искочи ова толку добро, и така почнав да продолжам да се бавам со тоа. Ова дефинитивно е наука цела. Колку и со текот на годините, ти ми спомена дека за време на короната си почнал да ја учиш ова наука за креирање на парфемите, колку можеби со текот на годините се менуваат работите, или ти можеби се менуваш па посакуваш други мириси? Се менуваме, да, нормално, сите луѓе се менуваат, стилот се менува, за све, и модата се менува, па така и парфемите, све мора да се прати. Има све понови материјали кои мирисаат различно, Јас лично не се менувам толку многу во тоа што го сакам, но моите парфеми полека се менуваат, бидејќи стануваат се подобри како што учам, како што експериментирам, се учи од грешките, човекот учи од грешките, и така со парфемите. Многу грешки се прават во дозирање на различни материјали, на различни начини, и така со време све подобри. Да, како создаваш ти во науката на парфемите, така созреваат и парфемите. Каков е процесот додека излезе еден парфем? Додека го види светлината, или додека го добие потрошувачот кој што го има побарано? Зависи од комплексноста на парфемот и зависи од тоа дали ќе се погоди или не. Нормално може да се направи, имаш trial batches, што се викаат пробни варијанти. Ја обично ги правам тие пробни варијанти во многу помали шишенца, кај што ги мешам тие материјали што одговараат на тоа што го сака клиентот, и ќе му давам да проба, и тоа може да трае неколку недели, а може да се погоди некојаш и од прва да биде добро, бидејќи тоа е све работа на вкус. И така, можам да кажам дека соработував со Павле Пејачот Камиловски, сигурно го знаете. За него направив еден уникатен парфем кој процесот траеше неколку недели, со мали измени цело време, има парфемот има текстура,
нели има траење, има проекции и работевме 3-4 недели на тоа и сега мислам дека веќе е многу задоволен Павле и ете и веќе има една негова линија да ја кажам. Колку се запознаени ке нас луѓето во Македонија дека може да се направи парфем кој што ќе биде уникатен и лично за нив, односно со ноти кои што тие ги преферираат и тие ќе си ги изберат? Па не сум сигурен колку се запознаени, бидејќи јас не сум се експонирал многу во последно време, нели треба маркетингот е многу важна работа за еден бизнис. Вака полека со интервјуата, со ваша помош, со други интервјуа, полека се експонирам, имам веб страна направено, имам Инстаграм профил, каде што пишува и на веб страната и на Инстаграм профилот дека има можност за креање на уникатен кастом парфем, личен парфем и имам мои неколку линии кои веќе се издадени, нели, кои може да се нарачаат, но ете има и опција за кастом на веб страната, има и дури мал, како да кажам, начин на експериментирање кај што може секој клиент посебно да си одбере кои ноти ги таму ги имам стајано сите мои 200-300 ноти што ги имам нели за располагање. Може сам да си одбере колку сака да биде, например бергамот, ако сака од 1 до 10 да стане интензитет 10, ако сака не знам мошус или некој маск да биде интензитетот 2-3, ванила да си одбере 1, 2, 3, 4 и така натаму и така натаму. На некој начин можат и клиентите сами таму да си експериментираат и да пробуваат сами да си направат уникатен парфем без моја помош, а нели нормално преку комуникација ја ќе им давам некој совет и да изберат да биде малце нели по, како да кажам, по комплетен тој парфем и тие комбинации. Како каков е предизвикот кога ве правите парфеми, кога ќе имате нели слободно време и ќе седнете да направите некој нов мирис? Па секогаш предизвикот е голем бидејќи има многу комбинации, да не знам математика, сигурно има милион, бидејќи од 100-300 разни варијанти, значи може секогаш нешто ново да е и затоа мене ми е многу интересно да правам кастом парфеми бидејќи секој еден човек има различни комбинации и тоа е многу интересно и секогаш е многу интересно да се најде тој баланс од тие различни материјали да се избалансира, точно да се дае акцент на тоа што го бара клиентот. Предизвикот е многу голем и јас уживам во предизвици, не знам, тоа го сакам. Да, за тој продолжувате нели понатаму да го правите ова веќе неколку години. Каде како може да ве најдат тебе сите оние кои што сакаат да пробат еден поинаков парфем, да мирисаат малку понеобично од оние комерцијални парфеми кои што ги имаме насекаде околу нас? Сега за сега само онлайн може да ме најдат. Имам веб страна Сентов како што ми е брендот, SC Тројка Ентов, нели место е Тројка, исто и на Инстаграм, а работам и на отварање на продавница во Палома Бјанка, тоа е во близина на полициската Беко, ако знаете. Таму имам еден мал офис кој сакам да го направам во мала продавница или мал офис или не знам како да го кажам. И таму луѓето може да дојдат да ме посетат и да мириснат нели и од материјалите и од парфемите веќе креирани. Тоа би требало да биде готово веќе за некој месец. Јас ви посакувам само успеси, верувам дека оваа приказна на Стефан Мицов ќе продолжи и понатаму и дека се поголем број на луѓе веќе ќе дознаат и ќе одберат да ги користат парфемите кои што се направени специјално за нив. Благодарам и јас се надевам дека луѓе ќе дознаат повеќе, дека ќе им се допаѓаат, дека ќе имаме голема соработка со сите луѓе. Јас сум многу отворен човек, ништо не кријам и сум отворен за соработка и ете така баш ми е мило што има нешто вакво во Македонија.